Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат на тема постизборно помирување во општеството и што е потребно тоа да биде постигнато, како е во западните земји, а како во Македонија. Соединетите држави и Франција во изминатите месеци минаа низ големи политички промени, но и поделби во општествата. Председателот Доналд Трамп веќе се наоѓа под своевидна истрага за евентуални врски на неговиот тим со Русија, а Франција е пред нови изборни предизвици, по оние за избор на нов шеф на државата. Во Франција првото нешто што го изјави новиот председател Емануел Макрон по неговата изборна победа е дека ќе работи на помирување и на единство на поделеното општество. Ова може би е политичка изјава за политичко действување, но како што велат експертите, во вистинска насока. Тој како прв потек по влегувањето во Елисејската палата за премиер го избра Едуар Филип од умерениот десен центар. Според аналитичарите, овој избор е стратегиски важен чекор за да ги привлече умерените и кај социјалистите и кај републиканците, односно да го намали јазот меѓу традиционалната француска политичка поделеност, која со зацврстувањето на Националниот фронт на Марин Ле Пен се закануваше да дестабилизира политичката сцена. Професор Доминик Райни смета дека изборот на Филип ги покажува обидите на Макрон за прецртување на политичката мапа. C'est plutôt d'avoir un gouvernement presque neutralisé politiquement, pas simplement équilibre, neutralisé, avec des personnalités qui n'ont pas de signification politique. Во Соединетите држави пак приближувањето на двете најголеми партии, демократската и републиканската, оди на сметка на шефот на државата Доналд Трамп. Но тука двете страни се согласни во врска со правдата, односно дека треба да се излезе на виделина дали изборниот тим на Трамп имал врски со Русија. Джеймс Тарбер, професор на Американскиот универзитет во Вашингтон, наведувајќи дека е неверојатно како Трамп успеа да ги зближи двете партии, додава: You know what this is about? It's about rule of law. And I've always said that rule of law with the right people will pursue what is right under the Constitution and under the legal framework we have. Американското министерство за правда го назначи екс-директорот на FBI Роберт Милер за специјален обвинител кој ќе надгледува истрагата за наводната поврзаност на Русија со изборниот тим на Трамп. Милер треба да процесуира какво било злосторство на кое ќе најде во истрагата, наведуваат новинските агенции. Джесика Левинсон, професорка по право, вели дека се работи за добар избор кој бил направен со консензус. He served under both Democratic and Republican administrations, that he's known as being very thorough, searching, detail-oriented, that it's seen that he can lend an independent voice to this investigation, which is exactly what's needed now. Во Македонија е неопходен процес на помирување кој мора да биде проследен со правна разврска за оние што се одговорни за злоупотребите или криминалот, велат експертите. Според нив, насилствата во собранието мора да бидат пресвртница за тоа помирување меѓу политичките елити и граѓаните. Случувањето од 27 април во собранието се само климакс на тоа што со години се случува. Поделбата на патриоти и предавници, немање разбирање за другиот, за компромис. Поделбата се чини уште пожестока, продолжува и по крвавиот четврток, па првичните реакции по условните казни за 9 минута вклучени во насилствата веднаш предизвикаа негодување во дел од јавноста. Ако се земат социјалните мрежи како некаков индикатор за застојбите во македонското општество, таму граѓаните се сериозно поделени. Едни велат дека доколку не видат правда, ќе ја земат во своји раце. Другите пак на 27 април веќе се обидоа нивната правда да ја земат во своји раце. Процесот на помирување е долг, но мора да се почне со правна разврска на работите. Во ситуација кога дел од популацијата го премолчува или го прифаќа тоа насилство, а друг дел крајно го осудува, ние немаме друг избор да продолжиме понатаму, освен да направиме општо помирување, вели комуникологот Марко Трошановски. Но вели дека не треба да се очекува сите луѓе кои имале некакво учество да понесат правна одговорност. Нужна, неопходна и потребна ни е правна разврска кај дел од учесниците, оние кои што имаат, да речам, најголема одговорност за случувањата во собранието и наназад, нели, за сите индикации за злоупотреба на власт.
Според Трошановски, ова што се случи е една еволутивна фаза во младата демократија и насилството треба да го освести македонското општество. Ја нарекува историска пресвртница по која мора да се најде помирување. Прво меѓу политичките елити, а потоа и меѓу граѓаните кои треба да сватат дека некој кој има различни политички стојалишта не значи дека е против вас. Единствено на тој начин, ако го прифатиме тој систем на вредности во идните политички, судски, меѓучовечки постапки, само така можеме да се придвижиме како општество кое што во својата срж бара емпатија и компромис, биејќи е пред се меѓуетничко општество. По настаните на 27 април прв идејата за помирување ја спомена председателот на СДСМ Зоран Заев. Тој нагласи дека мора да се случи политичко помирување, национално, меѓуетничко, партиско, но дека одговорните ќе одат на суд. Председателот Ѓорѓе Иванов пак подоцна спомена амнестија за учесниците во инцидентот по примерот на ОНА по конфликтот во 2001 година. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, посветена на процесот на помирување во општествата. Следете не и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.